Ало, Дали сте вие Борче? јас сум. Кој си ти? Јас се викам Анастасија, доаѓам од Мгм. Германија, од градот Хамбург. Дедов да ме посетам, затоа што слушнав за вашата емисија Донирајте компјутери, заради тоа сакам да дидам, да Супер. видам што правите. Да видиш што правиме? Ајде. Како дедовте на идејата да донирате компјутери за деца? Доста интересно прашање. Идејата така се роди наеднаш. Јас сум работен тука, значи во биот информатика скоро 20 години. Имаме доста клиенти кои што доаѓаат кај нас, оставаат поломни компјутери кои нив не им требаат. И чисто случајно, тогаш дојде на самохрана мајка на 3 дечиња, кој што побара компјутер од нас. Имавме некој компјутер, го спремивме, го инсталиравме со игрички, го однесовме кај нас дома и кога видовме како тие мали дечиња се радуваат на еден обичен никаков компјутер, се роди таа идеја за донирај компјутер, дека ете тоа може да го правиме и во иднина и така од тука не се роди цела идеја за донирај компјутер. А, значи, нели луѓето кога ви носат компјутери, вие точно што правите со компјутерите? Ние правиме се со компјутери. Значи, кај нас треба само се донесе компјутерот, тука имаме деца што идат на пракса, кои што работат кај нас. Се провера компјутерот за исправност, дали може да се користи, дали не може да се користи, тие што може да се користат, веднаш се ставаат на маса, се работат, се прават и се испраќаат нели кај дечиња кои што има потреба, тие што нема потреба да, мислам што не се поправаат и што се неисправни, ги оставаме на друга чоша, кај што фирма која што се занимава со уништување на електронски отпад ги презима и со тоа се бориме да го намалиме електронскиот отпад низ цела држава. А колку долго веќе ова го правите, значи Ова ни е веќе 7 година, 7 Да. години го работиме ова. И како минува време, ни станува се поинтересно и позабавно, затоа што со нашите активности носиме многу среќа низ цела држава. Колку компјутери до сега во овие 7 години сте имале донирано? За 7 години имаме донирано околу 2500 компјутери, тоа значи низ цела држава. Тоа е навистина многу. Голем број. А вие како одлучувате точно, значи на кое дете сакате да им донирате еден компјутер и на кој не? Така. Значи ние имаме направено фан страна на Facebook, која што автоматски одговара на сите пореки што некој би ги имал, што мислам прашање. Да. Секој што сака да добие компјутер, должен е да се пријави на таа страна, да приложи тоа што се бара, значи тоа е било каков доказ дека семејството е уствари од социјално загрозен карактер и потоа одлучуваме на кој може да му доделиме. Нормално секогаш гледаме да не има и некој што проба нели да лаже. И на тоа мора да водиме рачун, но ако видиме дека овие 7 години што доделивме 2500 компјутери, само 3 имало проби за измама, кои што били санкционирани на време, тоа значи дека сме успеале во нашата намера да донираме баш таму кај што треба. Браво. Колку луѓе се уште на вашата листа што им треба компјутер? Па моментално чекаат уште 4 семејства и уште 2 училишта. Тоа се негде околу 70 до 80 компјутери треба да поделиме. А дали ви се тука, значи веќе спремни тие компјутери? Дел од нив се спремни. Сето што е таму ставено позади, кај што е банерот за дониран компјутер, тие се више готови, значи се спремни за испорака. Од овие од двата страна што играме, се од ние што секојдневно стигаат, што треба да се исчистат, да се спремат, да се средат и да се преместат на таа страна и да бидат спремни за донирање. Браво. Како луѓето тука знаат кај треба да ги донираат компјутерите, значи како знаат каде треба тука да ги остават? Па така, значи ние као донирај компјутер си направивме некоја наша мрежа, Да. кај што ги информираме значи сите граѓани каде сме, што правиме и каде треба да ги донесат компјутерите. На почеток беше малку потешко, но сега од кои имаме поголеми партнери како што е на пример Нептун, не знам дали се чува за нив, тоа е голема продавница за електроника, која што има продавници низ цела држава на Македонија. Се што треба оној што сака да донира компјутер да го однесе до салон на Нептун. Нептун еднаш неделно ги носи до кај нас до канцеларија и ги собираме сите тука на купче и ги правиме за донирање. Супер. Борче, дали имаш некоја интересна приказна од последните тие 7 години што донираш компјутери? Такви приказни има многу, што донира компјутер на таа основа е изградена донира компјутер. Две што сега ми идат на памет и првата ја прескажува значи цела суштина на донира компјутер, што уствари представува донира компјутер. Тоа е кога семејство од Битола
го врати назад компјутерот што Да. дониравме. Ја мислев дека уствари нешто е расипан компјутерот, а уствари излезе дека некој од нивните роднини му купил нив нов компјутер и ни го вратија истиот компјутер што им го дадовме ние и вика вика прати среќа и на друго место како што ни прати и нас. Тоа беше првата случка, а втората случка беше студент од Неготино кој што буквално ме пукна кога го носев компјутер. Тоа е еден од ретко малкуте компјутери што ја лично ги носам. Малку сум преемотивен, затоа не можам да се соочам со целата реалност нели што доживуваме тука во Македонија. Студентот беше од Неготино, јас привршував тука со работа и му рекол да дојде да си го земе компјутерот, пошто Неготино е, знаеш, град блиско до Кавадарци. Да. Рече дека значи нема значи со што да дојде и реков ајде, секој сум со кола, отидов до Неготино, го најдов таму и тоа што ми го рече така едноставно ми го прсна филмот, нака вика само вика за мене дојде вика до Неготино да ми донесе компјутер, викам дадем, викам тоа не е работа, знаеш. Ме гушна толку силно да мислам дека секоја ковче ми пукна у целото, така мислам емотивно експлодирав тоа. Тие се некои две случки што ми останали случаи. Ние кога донере компјутер секој дневно имаме такви приказки. Имаме доста дечиња на кои што им праќаме компјутери, ни праќаат цртежи, пеат песнички за нас. Има свашто. Значи тоа да отвориш на профилот на Донер компјутер, има се изнагледаш такви работи. Интересно е и емотивно и на некој начин е доста убаво што го почнав цело ова. Мислам, така се осеќам испанет. Еве нели јас живеам во Германија и мислам дека не функционира така дека можам од таму да ви пратам еден компјутер или да ви го донесам. Како ќе можам и на друг начин да ви помогнам или други луѓе што исто ја немаат таа можност како јас, како би можеле да помогнат? Значи ние на нашата веб страна имаме отворено сметки кои што граѓаните може да ги искористат за донирање. Имаме отворено дебитни, денарски сметки, исто така имаме поставено и PayPal акаунт, кај што од цел свет значи може да донираат средства. Нас не ни требаат многу пари да функционираме. Нас тие пари ги користиме значи за да покриеме трошоци при патување, да платиме патарини, паркинзи, бензин да ставиме негден и отприлика тоа е тоа. Али секој што сака да помогне и што верува значи у таа цела идеја што имаме ние, може на тој начин да помогне. Супер. Борче, ти благодарам за одвоеното време и се надевам дека сите ќе разберат твојата порака и дека ќе има многу нови луѓе што ќе можат да помогнат за да можеме да го продолжиме овој проект и се надевам дека уште повеќе луѓе ќе доаѓаат и ќе носат компјутери за да можеме да им помогнеме на многу луѓе тука и на школите и на све што. На цела држава. Да. Фала ти што дојде. И сега забавија тебе што ти дам, ќе ти дадам едно мајчка. Да бидеш модерна, ма. Вау, за дека фасира. И вие сакате сигурно исто вака. Чекај кефро. Зимско капче. Зимско капче. Фу! Тефтерче. И галца таму. Ќе мора бирото. Ево, фасира перфект. Ќе можам да ја носам неколку години. И биде точно. Вау. Чао!